равенките се користат насекаде. Во компјутерите, бизнисот, интернет пребарувањата, медицината, па затоа толку многу ги изучуваме во математиката. Бидејќи ќе ги разгледаме равенките подетално, користиме имиња за да ги опишеме различните делови. Погледни ги овие две равенки. Што го прави нештото да биде коефициент, константа или променлива? Паузирај го видеото и размисли. Променлива е ознака за број кој се уште не го знаеме и вообичаено е буква. Самостојниот број се нарекува константа, а броевите пред променливите се нарекуваат коефициенти. Тие се разликуваат од константите, бидејќи секогаш се множат со променлива. Број и буква секогаш се коефициент и променлива, но број сам за себе е константа. Ако променливата нема коефициент пред неа, тоа значи дека коефициентот е 1, само што ние не го пишуваме 1. Понекогаш и буквите може да представуваат коефициенти. Разгледај ги следниве барања. Паузирај го видеото и размисли. Дали доби точен одговор? За крај, треба да бидеме свесни и за експонентите. Експонентот ни кажува колку пати да се помножи вредноста сама со себе. Експонентот има неколку различни имиња. Експонент, индекс, степенов показател. Означи ги степените, променливите, коефициентите и константите во овој израз. Паузирај го видеото и размисли. Дали доби точен одговор? Значи тоа се имињата за 4 различни делови на една равенка. Дали може да се сетиш која е разликата помеѓу равенка, аритметички израз, формула и идентитет? Погледни го следното видео за да се потсетиш. Доколку ти се допадна видеово, сподели го со другарчињата. За повеќе интересни содржини посети ја нашата веб страница naukazadeca.mk.